Добро дојдовте назад, утринска програма Добро утро секое утро на телевизија Алфа. Како што неколку пати досега ви кажавме дека ќе имаме видео гостување или видео повик од професор Лазар Јовевски за многу актуелна тема, за дилема овие неколку дена, многу мислења, многу превирања. Па да слушнеме од негов стручен аспект, тој е професор по трудово право, за тоа дали е позитивна или негативна мерката за кратењето на плати во администрацијата. Добро утро, секое утро и за професорот Лазар Јовевски. Верувам добро се слушаме, се е во ред и добро се чувствувате и ви благодариме што и на ваков начин се огласивте на нашата покана. Добро утро и благодарам за можноста и денеска да бидам со вас, да се дружиме ова утро и да во ова една комфортна атмосфера во мојот дом можеме да поразговараме, како што и самата кажавте, за многу актуелни теми, за прашања кои што овие денови навистина ги обременуваат нашите граѓани, а тоа е во која насока треба да се движат економските и финансиските мерки за спас на економијата и јас ви рекол за сочувување на работните места на нашите граѓани, на вработените. Да, има многу прашања и многу размислувања, од кои многу малку, барем досега, со оглед на ние јавното мислење секојдневно го имаме од нашите гледачи, а со тоа и граѓаните на Република Македонија, многу малку се за. Мислат дека е позитивна оваа мерка, а многумина од нив се против. Што мислите вие од вашиот стручен аспект, зошто би било негативно или пак позитивно од новата мерка за сите нас, всушност? Видете, јас во претходниот ден и веќе имам контакти во неделата и во понеделникот со голем број на граѓани кои што ги засега оваа мерка, но и генерално со граѓаните кои што градат своje мислење во однос на тоа дали мерката е позитивна или негативна. Веќе вчера се огласија речиси сите синдикати од страна на ССМ, колку што знам синдикатот на УПОС и КСС, СОНГ, не сум сигурен дали синдикатот САДУ, меѓутоа мислам дека и они имаат одредена реакција во однос на овие мерки прашања. Тоа се пред се синдикати кои што ги обединуваат вработените во јавниот сектор и во тој контекст можам да кажам, како што и самата јавност знае, реакциите се негативни, односно информациите кои што и приватно доаѓаат до мене, кои што ми се обраќаат од број на граѓани, пријатели, колеги и така натаму, реакцијата е дека всушност на овој начин се удира директно во економската стабилност на граѓаните и внимавајте, не станува збор за мал број на граѓани, сепак станува збор за огромен број на граѓани и во тој контекст намалувањето, односно сведувањето на примањата на граѓаните, вработените во јавниот сектор на минималната плата ќе има повеќе негативни последици, односно аспекти. Една од нив е соочувањето со потрошувачката моќ на граѓаните, односно многу намалување на таа потрошувачка моќ, бидејќи 14.500 денари сепак се средства кои што не можат да обезбедат еден достоинствен живот на граѓаните, дотолку повеќе што има семејства каде што само еден е вработен. И такви информации доаѓаат до мене и такви луѓе ми се обраќаат и тоа во јавниот сектор, и ако да претпоставиме дека тој вработен зимал околу 25 до 30.000 денари, каде што некако се успевало тоа четирочленочно семејство да функционира во претходниот период, сега веќе со оваа мерка навистина е загрозена она основна екзистенција на таквите семејства. Не велам дека се такви семејства многу, но не велам ни дека се малку, сепак има голем број на граѓани кои што имаат по еден вработен и тоа во јавниот сектор и навистина ова ќе биде силен удар за нивниот домашен буџет и за нивната економија. Од друга страна пак имаме еден аспект на рапидно намалување на куповната моќ на граѓаните. Ако голем број на луѓе, а тоа е вклучително во целиот јавен сектор, околу 200.000 граѓани во Македонија, 180 според некои сметаат и малку помалку, меѓутоа без разлика која е точната бројка, ако целиот јавен сектор влезе во една таква, би рекол, интерна, внатрешна рецесија во однос на финансиската моќ и стабилност на толку голем број на граѓани, тоа секако ќе се одрази и во делот на потрошувачката. Ние знаеме дека самата внатрешна потрошувачка, самите граѓани, представува една од основите за развој и за движење на економијата,
покрај другите аспекти на економски параметри кои што треба да делуваат за развој на економијата и раст на бруто националниот производ. Меѓутоа, сепак, оваа мерка, вака предложена и на овој начин представена, навистина представува една радикална мерка, која што се плашам дека нема да го даде вистинскиот и очекуваниот ефект, нити во однос на економските нејзини аспекти кои што се сака да се постигнат, ниту пак во однос на аспектите кај самите граѓани. Така да има голем број на други мерки кои што би можеле да се преземат, кои што би можеле да се имплементираат. Ние како држава сме се соочили со финансиска криза, имаме искуства и од останати земји во регионот и во светот. Меѓутоа, еве јас истражував малку во овие неколку дена што се случува во регионот и во светот во однос на тоа како големите економии, но и помалите, како нашата и регионални економии се справуваат со овие економски предизвици. Да, всушност Република Македонија е единствената земја која сака да ги скрати платите на администрацијата, не размислува за никои стимулативни мерки всушност, а сите наши соседи го сторија токму тоа. Има стимулативни мерки кон стопанството посебно. Ние сме единствената земја во регионот каде што сакаме да крати, односно предлагаме да има мерка за кратење на плати во администрацијата. Токму така, навистина, за сега нема одредени мерки кои што се во насока на нашата мерка, а се поврзани со слични или регионални економии како нашата со релативно слични параметри на економски развој, раст и така натаму. Меѓутоа, внимавајте, во овој период пологично е, барем според мене, да се стимулира економијата со одредени финансиски инекции, со финансиски импути кои што ќе значат стабилизирање на куповната моќ на граѓаните, стабилизирање на пазарот на труд кој што пред се тој ни е засегнат и во тој контекст давање на една можност на самите граѓани да чувствуваат сигурност, бидејќи во овој период покрај психичкиот страв, доколку на граѓаните им внесете и финансиски страв, односно финансиска неизвестност, гледајќи ја по широката психолошка рамка, може да се предизвика дополнителен психолошки, социјален, негативен ефект во самото општество. Да, иако се алудира во делот на солидарноста, солидарноста не би требало да биде во рамките на тоа да се целата таа криза или економски предизвик кој што е пред нас биде на товар на самите работници, особено не на вработените во јавниот сектор, кои што и онака се изложени на разни ситуации и неизвестности во текот на изминатите децении и што ти се не луѓето претрпеа во рамките на јавниот сектор, така да сега не би навлегувал во сите тие работи и во колку се информации и поплаки доаѓаат до мене во изминатите години наназад. Не зборувам само за последнава година и две, меѓутоа генерално во целиот овој период на независна Македонија, така што во тој дел оваквото оптоварување навистина ќе представува дополнителен проблем и дополнителен терен и сами кајни. Дотолку повеќе што и самите економски ефекти се неизвестни и не се сигурни. Дури велам одредени аспекти и параметри покажуваат и посочуваат на тоа дека всушност не е известно дека на тој начин ќе се стабилизира економијата. Јас во текот на вчерашниот ден и предложив одреден број на сет на мерки, околу 18 на мерки, кои што ги објавив на мојот фан пејдж, на мојата фан страна, и тие мерки всушност алудираат на тоа да се дадат одредени финансиски бенефити, финансиски инекции, финансиски импути на самото стопанство и на оние работодавачи кои што се соочени со и најдиректно се поврзани со и засегнати во овој момент со оваа, така да ја наречеме, корона криза која што има алудира и на економска криза, а тоа е транспортот, тоа е туризмот, тоа се оние сектори кои што значат гостителството, кои што значат во одреден аспекти целосно престанување со работа, посебно туризмот и посебно делот на гостителството, бидејќи сите ресторани, кафани, кафулиња и така натаму се затворени. Во тој дел овие работодавачи, овие вработени се директно погодени. Тука ние треба со директни инекции финансиски, со директни мерки да дадеме одредена стабилизација на проблемите, односно на самиот пазар на труд кој што овдека драматично сега ни се менува,
Исто така, покрај тоа треба да не ги заборавиме останатите работодавачи, бидејќи, подсетувам, во голем број на европски земји, во Германија, во Италија, во Франција, автомобилската индустрија е во мирување. 2 недели се донесени мерки да овие фабрики не работат, не произведуваат, затворени се најголем дел од нив, а ние, нашата економија, знаеме и во економските зони, но и пошироко е поврзана со самата оваа индустрија. Во овој дел, за да се спречат непланирани, неочекувани отпуштања, кои што, повторам, се случуваат веќе во пракса, и тоа многу изразено во последниве неколку дена, тука ние сега треба итно да делуваме, веднаш да се донесат одредени сет на мерки кои што ќе значат задржување на работниците на работните места, финансиски стимулации за работодавачите во однос на придонесите, во однос на платите, но и во однос на други додатоци кои што треба да се дадат на вработените. Кога зборувам за додатоци, мислам на конкретни додатоци, тоа имаме посебен додаток кој што би требало, кој што не е уреден со законот за работни односи или кој што најчесто не е предвиден, не сум сретнал досега, барем јас, во делот на колективните договори, тоа е посебен додаток за работа во вонредна состојба, бидејќи досега не сме имале вонредна состојба во Македонија. За прв пат е воведена од осамостојувањето, се извинувам што ве прекинувам, а тонот досни, па затоа недоволно време за да се доискажете, но морам да ве задржам малце, затоа што за прв пат нели сме во вонредна состојба од нашето осамостојување. Така, сите ние се соочуваме со недоумици, прашања, подпрашања, навистина сме збунети, сите ние, морам да признам, не само од сите области, не делам по професија, таман работа, но ете кои се законските мерки всушност во вонредна состојба за тие што се на своите работни места и за тие што во моментов користат некои вонредни мерки одредени од владата. Нели владата во моментов е она извршна власт, таа ги носи законите, таа ги носи одредбите, таа располага со буџетот, таа прави ребаланс на буџетот, буквално се е во надлежност на владата. Кои се законските всушност мерки и како ние да се заштитиме во моментов сега и своите работнички права за оние па што постојано се на своите работни места. Но според закон што следува? Дали дупла плата? Дупла плата. Видете, сега во однос на самата вонредна состојба, бидејќи е нова работа и бидејќи немаме колку што јас како правник, не како експерт по уставно право, јас тоа не е моја специјалност, меѓутоа сепак како правник имам право и можности да ги читам останатите прописи и во тој дел гледам дека посебен закон за вонредна состојба ние немаме во Македонија. И од тука се поставуваат одредени дилеми и прашања кои што вие со право и сега ги актуализирате, а тоа е дека во оваа состојба сега целата сила, целата власт е сконцентрирана во рамките на владата и тоа како може има инструментариум да носи одредени решенија, одредени акти кои што односно уредби кои што имаат законска сила. Тоа е небарена линија на парламентот, значи еден помал орган, релативно многу помал орган од собранието носи уредби кои што имаат законска сила и кои што веднаш се применуваат како да ги донело собранието. Од тука во делот на работниви односи, во делот на економските параметри, во делот на економијата и пазарот на трудот, владата има сега овластување да носи одредени мерки и аспекти. Дали треба да се зголеми дупло платата? Веројатно тоа за нашата економија, зборувам сега, ако зборуваме за оние професии или грањки кои што се на фронтот на борбата со ова корона инфекција, тоа се пред се докторите и фармацевската индустрија, веројатно тоа би било преголемо оптоварување во моментов за нас, но што може да се направи? Може да се направи еден имплементирање на еден додаток на плата, а за процентот можеме да зборуваме, јас предлагам околу 35% да биде тој додаток на плата за докторите, за фармацевтите кои што работат деноноќно, едните и другите, или уште некои други професии кои што се директно засегнати, полицијата, армијата и така натаму, посебен додаток за работа во вонредна состојба. И такво нешто до сега немаме. Имаме додатоци на плата за работа во празник, за работа во неработен ден и така натаму, меѓутоа за вакво нешто немаме и сега тука владата може ова да го направи. И советувам, давам јавно говорам за ова дека ова нешто е во полза ќе биде за сите вработени, да се плаќа, да се стимулира плаќањето на прековремената работа. Има одредени
гранчи, на пример во делот на трговијата со прехранбени производи. Знаеме дека маркетиве работат и со тоа со намален капацитет, со намален број на вработени, бидејќи дел од вработените и не се на работни места заради онаа мерка да чуваат деца до 10 годишна возраст или ако се бремени и слично. Значи, и во однос на ова, ако некој работи преку времено, државата тука може да стимулира, да даде една финансиска помош и инекција. Исто и да го покрие комплетно трошокот и во стопанството кој што се однесува на оние кои што се дома и кои што чуваат деца, не само во јавниот сектор, а во стопанството да се препорачува, напротив и во стопанството да се даде помош. Потребни се сет на други економски мерки кои што веќе во одредена смисла ние ги чувме и од страна на владата и од страна на опозицијата и на други партии, на други луѓе кои што се економисти, кои што размислуваат и кои што предлагаат и така натаму. Сето тоа треба да се стави во капацитетите, да се вклучи во рамки на справување со оваа криза. Оваа идеја да се намали платата, навистина мислам дека е прерадикална во овој момент и дека нема да го даде посекуваниот ефект. Напротив, веќе имаме изразено незадоволство во целото општество, не само во јавниот сектор, бидејќи внимавајте, оние кои што се вработени во јавниот сектор имаат своји семејства. Имаат луѓе кои што исто така го трпат ова индиректно преку нивни блиски кои што се вработени во јавниот сектор. Така да се создава безпотребно уште еден стрес во општеството. Наместо да се оди кон тоа, како што добро се започна со бидејќи е нужно да се побараат пари за задолжување. Ние не можеме сега во оваа ситуација да се веднаш ги средствата обезбедиме однатре, значи со задолжување однадвор да може економијата да се стабилизира и да што помал аспект на потрес на пазарот на труд да имаме во идните 2 до 3 месеци. Предпоставките се дека во следните 2 до 3 месеци ќе се случуваат овие економски флуктуации, а се ќе се види во однос на тоа како самиот вирус, а тоа епидемиолозите, инфектолозите ќе го најдобро образлагаат во иднина, ќе се движи самиот аспект на ширење на коронавирусот, дали ќе стане сезонски, дали колку брзо ќе се најде вакцина, колку брзо лековите, сето тоа ќе влијае на овие останати текови. Меѓутоа генерално не само македонската, не само регионалната, европската и светската економија директно е засегната. Која земја повеќе или регион повеќе, која земја или регион помалку. Ние сме релативно кревка економија која што е поврзана со одреден број на земји, каде што како што меѓу другото е Италија, меѓу другото е и Германија, и навистина ако во тој дел имаме економска рецесија на европско ниво или во однос на овие земји, тоа директно ќе не погоди и нас. Мора да бидеме спремни. Мора веќе да ги превземаме чекорите во пракса, да не премногу одиме со аспекти кои што би значеле оштетување на самите граѓани, туку влевање на еден оптимизам и еден поинаков пристап во однос на мерките кои што ќе значат носење со овие проблеми, решавање на овие проблеми економски. Пазарот на трудот во моментов е директно погоден. Тоа не се чувствува веднаш, но ви тврдам дека во моментов и додека зборувам определен број на граѓани наши работници добиваат отказ, ги отпуштаат од работа, ги праќаат дома на принудни одмори. И кај принудниот одмор државата треба да интервенира со одредени финансиски помоши. Да, имам и за тоа. Да, се извинувам уште еднаш што ќе ве прекинам, имам и за тоа прашање од наш гледач, не се јави директно во емисијата, но за тоа пред крајот на нашиот разговор. Ако логично според ова што досега ми го кажавте, тоа значи вака. Според мојата логика, последиците од драстичното намалување на платите, првата последица е покрај демотивираноста всушност на квалитетно да се работи, а потоа намалувањето на куповната моќ, од куповната моќ ќе намалена куповна моќ ја доведува до намалена потрошувачка, од намалена потрошувачка директно ќе води кон зголемување на цените како резултат на намаленото производство. Произлезано од намалената потрошувачка и тоа ќе доведе до уште една помала потрошувачка и на тој начин намалената потрошувачка последна со немаштија ќе предизвика уште поголемо намалување на и така намаленото производство во сите сфери од стопанството. Според ова и намалувањето на работната сила и директно урнисување на целото стопанство. Така некако му доаѓа. Да, може така да се каже. Сега видете, јас пред се зборувам од аспект на сачувување на работните места. Тоа не може да го зборувам ако ги немам во предвид и одредени економско-финансиски аспекти и мерки кои што треба да се
преземат бидејќи работниот однос и пазарот на труд е само едната страна на медаљата која што се нарекува труд, работни односи, а од другата страна е економијата, економската платформа, економската база. Бизнисот отвара нови работни места. Компаниите, стопанството креира работни места, повисоки плати и за стопанството и за јавниот сектор. Меѓутоа, и јавниот сектор и стопанството се поврзани, односот е вице верса, взаемен однос е. Едните на другите влијаат во однос на зборувам за трудовите флуктуации кои што се случуваат внатре. И вработените во јавниот сектор и тоа како влијаат на стопанството и стопанството влијае на јавниот сектор во многу аспекти. Така да ако едниот аспект оди надоле, тоа не може да не се одрази генерално на целата слика. И вие направивте сега една паралела и заклучок, но да не заборавиме, потенцирам, вие не го спомнавте, но јас си го спомнам еве по втор пат, да не го заборавиме психосоциолошкиот ефект кој што оваа мерка ќе го има врз самите граѓани, едно незадоволство кое што веќе во претходниве 2 дена и тоа како е изразено, и тоа веќе со официјални ставови од социјалните партнери, а тоа се синдикатите. Во оваа ситуација не можеме да кажеме дека на овој начин треба да се солидаризираме. Да, треба да се солидаризираме, јас веќе 3 недели зборувам за солидаризирање и за свесност, за будност во овој дел, за неоднесување на еден начин ношалантно кон овој вирус и кон овој предизвик, иако за жал тие мои апели и по социјални мрежи и вака еве по вашите медиуми не допреа веројатно до голем број на граѓани, бидејќи тој еден однос гледаме продолжува и понатаму кај голем број на граѓани. Меѓутоа ако продолжиме со ваков ношалантен однос и кон стопанството, кон економијата и кон мерките кои што се чини не се доволни и веќе се касни во одредени аспекти кои што треба да ја стабилизираат економијата и пазарот на труд, навистина ќе имаме предизвици со кои што ќе треба да се соочиме во летниот период. Да. Не смееме тоа да си го дозволиме. Тој луксус не може Македонија да си го дозволи. Да, имавте интересно размислување кога веќе го споменавте вашиот Facebook фан профил, односно Facebook фан страница, професор доктор Лазар Јовевски. За сите оние што сакаат дополнителни прашања, може слободно да се обратите кон професорот и да му ги поставувате прашањата. Секако тука е за да одговори на сите ваши прашања. И во однос на тоа имавте многу интересно излагање на буквално на оваа Facebook фан страница ваша за, велите, заштита од коронавирусот на работното место. И велите дека најпрво секоја компанија треба да се направи проверка дали некој од вработените во последните 2 недели биле во земите всушност од што се од загрозувачки карактер по здравјето на сите нас. И велите дека доколку има такви вработени, потребно е да се донесе одлука овие лица да се ослободат, односно од работните обврски, да користат еден вид на платен одмор. Доколку такви лица има меѓу вработените, работодавачот не презема чекори на превенција кои ги предлагам, посочувам дека согласно одредбите на Законот за работните односи и Законот за безбедност и здравје при работа, вработениот може да одбие и да работи ако е загрозено неговото здравје и безбедност без негативни правни последици врз него. За ова сакам плюс да, како додавка да ми кажете како тоа може да одбие работникот работа кога сме во вонредна состојба за оние велам што остануваат на своето работно место, а од друга страна велите сите вработени согласно законските одредби мора да ги почитуваат безбедносните процедури при работа, а нивно непочитување е основа за отказ. Да не се заборави дека секој вработен доколку забележи одреден ризик на работното место, а со оглед на тоа што секој е изложен постојано на ризик по здравјето сопствено и со тој колективно одејќи секојдневно на работа во ваква вонредна состојба, што значи основано велите сомневање дека некој колега има симптоми на вирусот и бил во посочените региони и земји. Должен е веднаш да пријави кај работодавачот и кај надлежните на здравствените институции. Може да ни го дообјасните ова што сте го изложиле? Како може да одбие да работи и како нели да си го заштити всушност сопственото здравје, изложувајќи се секојдневно на ризик, работејќи си својата работа? Да, јас ова го пишував уште пред 2 недели и ви благодарам што го спомнавте и во овој контекст. Навистина, предвремено веќе некои работи беа алудирани од моја страна и беше укажувано. Тоа е всушност еден аспект на балансиран пристап. Од една страна вработениот е заштитен доколку не се чувствува безбедно на работно место, без разлика дали во јавниот сектор или во стопанството, односно има директно загрижувачки аспекти во делот на работата кон неговото здравје, безбедност и живот, тој без никакви правни последици по него може да го
прекине работниот однос, да го информира за тоа работодавачот, едноставно да каже дека јас не работам додека не се тргнат овие животно загрожувачки или безбедносни аспекти кои што директно се насочени кон мене. Тоа зборувам од страна на вработениот. Од друга страна пак доколку работодавачот тоа не го санира, не го менаџира од аспектот на безбедни и здрави работни места, не го тргне тој ризик на работното место, тогаш работодавачот не мора воопшто да работи, односно не смее да се изложува и самиот закон наложува да не смее да се изложува на ризик кој што директно е штетен по неговото здравје, безбедност и по неговиот живот. Но од друга страна балансот е во тоа што и самиот вработен мора да ги почитува безбедносните стандарди, процедури кои што ги презема работодавачот. Проблем е ако работодавачот не ги презема тие безбедносни процедури. Но исто така е проблем и ако работодавачот презема безбедносни процедури на работните места или делумно презема некакви безбедносни процедури кои што не може да бидат идеални, меѓутоа работникот ниту тие ги почитува. Од тука односот е на вистина во делот на безбедните и здрави работни места е тимска работа. Но да не заборавиме дека одговорноста за сега согласно македонското трудово законодавство всушност е на страната на работодавачот. Работодавачот е одговорен за безбедните и здрави работни места. Работодавачот е одговорен дури ако работникот е непослушен и не ги применува безбедносните процедури. И во тој контекст, во тој аспект, работодавачот е тој кој што треба да преземе одредени чекори за да работникот ги почитува овие безбедносни процедури. На крајот на денот не е исклучен ниту отказ. Значи, ако работникот одбива да носи маска, да предпоставиме, или ракавици, или некои други заштитни да се заштитува и да ги почитува всушност превентивните мерки. Да, само кусо, професоре, многу кратко е времето за вака битни работи што ни ги кажувате и совети до сите нас всушност, но повторно ќе ви имаме секако во Добро утро секое утро. Само кусо, да не останеме должни на нашиот гледач, тие секогаш имаат предност и со своите прашања и со своите излагања. Постави прашање и всушност ја сподели маката. Работи во приватна фирма, всушност станува збор за Циглана, не земале плата 6 месеци, вели понекогаш ни даваат во кеш 500 до 1500 дневница, што ние да направиме? 6 месеци не сме земале плата. Добро, сега ова е веќе нешто поинакво прашање, поврзано е директно со платата, да. Не можеме да правиме паралела за оние аспекти кои што луѓе воопшто не им даваат плата и се намалување на плата на јавна администрација до 14.500. Но во овој конкретен случај работникот има повеќе опции кои што му стојат на располагање, доколку работодавачот не му дава само 3 месеци плата, тој има право да поведе одредена постапка за престанок на работодавачот. Значи тоа е еден силен инструментариум кој што ретко се користи во пракса. Апсолутно има право и во тој дел ги охрабрувам вработените да пријавуваат во делот на трудовата инспекција, во делот на инспекцијскиот надзор да ги пријавуваат овие неправилности. Недавањето на плата, континуирањето не давање на плата всушност е директно прекршување на Законот за работни односи и не произведува само трудово-правна одговорност, туку произведува и одредена кривично-правна одговорност. Значи, во однос на парични казни па се до казна затвор за работодавачот кој што не исплаќа плата и не исплаќа придонеси од плата. Тоа е веќе инкриминирано согласно кривичниот законник во Македонија и во тој дел воопшто не е наивна работата. Така што работниците имаат овде инструментариум да пријават и работодавачот да си ја поднесе одговорноста доколку продолжи понатака ова ситуација. Да, ви благодарам, морав да го пуставам ова прашање. Знаете зашто? Затоа што велиме ние кратење на плати во администрацијата и јавниот сектор, но постојано како што велиме превентивни мерки седете дома, а некој нема ни дом. Па затоа морав да ви го поставам ова прашање, затоа што бев граѓанинот 6 месеци не зема плата, а ние зборуваме за некоја минимална плата, што и таа ќе ја земеме на некој начин, така, па затоа морав да го поставам ова прашање. Може надвор од темата. Ви благодарам за ова ваше денешно гостување на ваков начин со видео јавување или видео гостување професорот доктор Лазар Јувевски. Контактирајте го на Facebook фан страницата негова, ќе ви ги одговори сите ваши прашања, а за нас професоре благодарам уште што бевте гостин во Добро утро секое утро. Секако многу актуелни теми и понатаму и ваши гостувања, се надевам добрата соработка продолжува. Ви посакувам убав ден, професоре. Благодарам и до вас за можноста да гостувам и ова утро. Да. Убав ден.